Откако во овогодишната наводнителна сезона за прв пат по 20 на години беше пуштена вода во левиот магистрален канал, земјоделците ги почувствуваа благодетите од наводнувањето, а водостопанствениците проблемите со дистрибуцијата на вода поради сериозните оштетувања на левиот магистрален канал. Огромните загуби на вода алармираа наитно преземање соодветни мерки за консолидација на бетонските конструкции на каналот. Во таа насока Водостопанство Брегалница веќе обезбеди половина милион денари за изработка на основен проект и комплетна ревизија за рехабилитација на каналот кој поминува во подножјето на Плачковица низ општините Виница, Зрновци и Чешиново Облешево. Во прва фаза ќе се реконструира делницата од Зрновци до Борилчево, долга 18 км, каде што се регистрирани најголеми оштетувања и каде практично се губат најголеми количини на вода. Повикот за избор на фирма за изработка на основниот проект е веќе објавен, а за реализација на истиот ќе се користат средства од европските фондови, односно преку ИПАРД програмата, преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој. По изработката на овој проект ќе биде распишан и тендерот за изведување на рехабилитацијата. Од Водостопанство Брегалници стакнуваат дека на терен веќе се работи на чистење на делови од каналот кои се проценети за исправни за дистрибуција на вода, се со цел на стартот на новата наводнителна сезона да бидат подготвени и во функција. Звучи помалку неверојатно, но водостопански стручњаци истакнуваат дека левиот магистрален канал е во подобра кондиција отколку десниот, што е нелогично поради долгогодишното нефункционирање на истиот. Прашањето е што тоа значи од аспект на загуби на вода, успешност на дистрибуција до водокорисниците и проценка на потребните зафати и средства за целосна реконструкција на десниот магистрален канал.